Dragi učenici, dober den. Jaz sam Marija Koneska, psiholog v DS Sportska akademija. Na današnji čas pa psihologija, ki обработиме темата методи и техники за прибирање на податоци во психологијата. На овој час заеднички ќе научиме што се методите и техниките во психологијата, со кои методи и кои техники можете да прибирате податоци во психологијата. На кој начин се применуваат тие техники, примери за методите и техниките, зошто се битни овие методи и техники во истражувањата во психологијата на спортот. За да можеме да разбереме што се методите и техниките, потребно е да знаеме зошто и каде и како се користат. Тие се користат во истражувањата во психологијата најчесто за да можеме да истражеме одредени појави, процеси, однесување, влијание од едно нешто врз друго и за нив потребно е да се водиме со одредени методи и техники. Методот сушност е начинот на кој ќе го истражиме проблемот, а техниката е постапката, односно инструментот со кој ќе ги прибереме потребните податоци. Пред да започнеме и да одлучиме со која техника ќе се користиме, потребно е да си ги поставиме прашањата. Што, како и зошто? Битно ни е што ќе истражуваме, да дефинираме како тоа ќе го направиме, односно кој инструмент ќе го земеме во предвид и која постапка ќе ја реализираме. И исто така многу битно прашањето зошто, односно што сакаме да добиеме од ова истражување, зошто го правиме ова истражување, за каков резултат, за да можеме и да знаеме која техника, односно кој метод на истражување ќе го искористиме и ќе ни го покаже истинскиот и точен резултат. Одиме понатаму. Во спортот сушност, во голем дел од активностите, процесите, особините се истражуваат секојдневно и се дел од основните методи и техники на истражување во психологијата. Најчесто се истражуваат мотивацијата, вниманието, истрајноста, личните особини и така натаму. За да се истражат, потребно е за нив да се приберат податоците, кои ќе не донесат до одговор. Не само во спортот, тоа е така во секоја друга област. Прибирањето на податоци насекаде е секојдневно. Сите ние го правиме тоа. Секојдневно истражуваме и користиме одредени техники. Еве, например, размислете, кој најчесто прибира податоци за вас и на кој начин го прави тоа. И сега да се запознаеме што значи тоа прибирање на податоците. Прибирањето на податоците всушност се прави кога за некој однесување, активност, емоција, влијание сакаме да дознаеме повеќе. Тоа значи дека ние всушност го земаме она што нам ни е потребно за да дознаеме повеќе за тоа. За да ги прибереме податоците, потребни ни се постапките, на кој начин ќе го направиме тоа, и одредени инструменти, односно што ќе земеме во предвид, кој инструмент ќе го земеме во раце, за да можеме нештото да го истражиме. Во спортот исто така, особено во врвниот спорт, секојдневно се собираат податоци за да се стигне до повисоката цел. Се користат одредени постапки, како и инструменти. Исто така тоа го правиме и во психологијата. Нештата во психологијата кои се истражуваат се поспецифични и подлабоки и затоа се потребни повеќе техники со кои ние би стигнале до нивното дознавање. Значи, техниките се дел од прибирањето на податоци за да се изврши едно истражување. Техниката сушност е начинот на кој ние би ги собрале податоците. Најчесто во психологијата кажавме и погоре дека се истражуваат мотиви, внимание, ставови, мислења, влијание на едно нешто врз друго.
А во спортската психологија најчесто се истражува мотивација, емоции и внимание. Одиме понатам. Кои се најбитните, односно најчесто употребувани методи и техники за прибирање на податоци во психологијата? Наблюдување, анкета, интервју, тестови, експеримент, интроспекција, студија на случај и анализа на содржина на документите. Всушност постојат повеќе техники, но најчесто се користат овие техники. Сигурно дел од техниките ви се вам веќе познати. Ајде да се запознаеме сега подетално со сите нив од научен аспект. Најпрво ќе ви зададам да размислите за следново прашање, а потоа ќе одиме да ги објасниме сите техники со ред. Значи, односно хипотеза за вас спортистите. Во спортот кажавме дека најчесто се истражуваат мотиви, особини, надворешни фактори во однос на интелектуалната способност на самиот спортист. Најчесто се истражува степен на мотивираност, упорност, самодоверба, истрајност, самоконтрола. И во овој случај размислете врз основа на сознанијата кои ќе ги добиете од ова предавање за следново прашање. Пример, колку надворешни мотиватори пред надпревар влијаат на мојата успешност за време на надпревар? Што мислите? Со кои методи и техника вие, од горе наведените, кои ќе ги објасниме подоцна, мислите дека би се истражило ова прашање? Ајде да започнеме со објаснување на методите. Наблюдувањето всушност спаѓа во методи на научно прибирање на податоци со директна сетилна перцепција на настаните кои се случуваат. Тоа значи дека може да се истражуваат само актуелните појави за време на нивното траење, во моментот кога тие се случуваат. Наблюдувањето е една пореална техника, која дава пореална слика на она која сакаме да го испитаме. Но сепак, и овој метод си има своји недостатоци, бидејќи ние во многу случаи не можеме да бидеме секогаш субјективни и тој кој ги испитува нештата може да ги гледа и да ги перцепира од свој аспект, може некој друг кога ќе ги испитува и наблюдува нештата да ги гледа од друг аспект. Затоа, во некои истражувања, во зависност од нештото што се истражува, може оваа техника да не биде најдобрата техника. Но во спортот се докажало дека наблюдувањето е доста репрезентативна техника, односно точна техника и веродостојна, бидејќи многу способности, спремност, емоционална способност и многу други битни аспекти на способноста на спортистот можат да се истражат само со наблюдување. Одиме понатаму. Втор поред метод и техника е анкетирање. Анкетата всушност е техника на прибирање на податоци со прашања кои се однапред подготвени и се задава директно или индиректно. Индиректно значи преку телефон или преку пошта. Се водат преку инструмент, односно со инструмент, односно тоа значи дека самиот анкетен прашалник има упатство, има содржина и има форма на самиот анкетен прашалник. Најчесто се користат за поголема група на луѓе. Преку анкетирањето се добиваат следниве видови на информации. Лични информации за потеклото, за возраста, припадноста на одредена општествена група и така натаму, минатото однесување, просечно дневно вежбање, например, кај вас спортистите, планирано идно или идно однесување или идни намери, вашата планирана цел понатаму, ставови за задоволството од тренер, клуб, чувствителни информации, во што се употребата на друге и така натаму. Следно поред е интервјуто, која е доста интересна метода и техника на истражување. Всушност интервјуто представува разговор помеѓу две и повеќе лица, каде што интервјуерот се обидува преку прашања да му даде насока на разговорот, за да може да ги добие информациите од интервјуираниот за однапред определена цел.
Постојат лице в лице интервјуа и интервју преку телефон. Интервјуто може да биде формално, односно со однапред определени прашања, или пак неформални, со прашања кои произлегуваат од самиот разговор постапно. Најчесто, овој инструмент се користи во истражување за минатото на личности, искуства, приказни, мислења на личности и некои многу подлабоки психолошки истражувања. Оди понатаму. Бидејќи интервјуто, кажавме дека е доста интересна техника во разни истражувања и голем дел од нештата кои ги дознаваме со интервјуто, не можеме да ги дознаеме со друга техника. Ајде да размислиме. Размислете, кој од вас би сакал да направи интервју? И со кого би сакале да направите интервју од познатите спортисти? Што би сакале да го прашате? Следна поред. Техника се тестовите. Ке ги споменеме тука најважните видови на тестови кои се употребуваат. Првите тестови се тестови на знаење кои вам ви се доста познати, бидејќи тоа се тестови кои го истражуваат знаењето и на сите часови добивате токму вакви тестови. Тие тестови се користат, значи, како што кажавме, за знаењето, образованието, вештините и навиките. Други тестови се тестовите за способности со кои се мерат сензорските, менталните, механичките и моторните способности. Потоа тестови на личност, кои се мерат сложени особини на личноста, како што се интересите, ставовите, карактерот, темпераментот, емотивни карактеристики и така натаму. Како и проективните тестови, чиј предмет е личноста. Одиме понатаму. Во спортот најчесто се задаваат тестовите на личност во однос на нивниот когнитивен, афективен, емоционален и мотивацијски развој, односно токму на овие три простори. Тие тестови даваат сушност, една слика за личноста на спортистот. Најчесто ги користат спортските психолози за да направат профил на личноста и тој профил на личноста им користи во однос на психолошката подготовка на спортистите. Постојат повеќе тестови на личност, тестови за способности и проективни тестови кои се користат кај спортистите, за да се анализира нивната поинаквост кога се работи за високи резултати. Одиме понатаму. Следна поред техника е анализа на содржина на документите. Анализата на содржина на документите всушност е метод